Добар ден. Кратки најави за денес. Започнува 8-та сезона на националната кампања ги запознаваме ретките болести. Свеста за органодарителството се уште е на ниско ниво. Црвен крст Охрид организира обуки за негователи на стари лица. До почетокот на летната сезона ќе се имплементира one-stop граничниот систем со Албанија. Следува временската прогноза. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Дуваше слаб до умерен ветер од југозападен правец. Минималната температура изнесуваше 3 степени Целзиусови, а максималната дневна 8 степени. Во Охрид утре ќе имаме променливо облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе дува до умерен југозападен ветер. Минималната температура ќе изнесува 1 степен, а максималната дневна 8 степени Целзиусови. Во Македонија утре ќе превладува променливо облачно време со повремен локален дожд, а на планините и на повисоките места ќе има слаб снег. Ќе дува до умерен ветер од променлив правец. Минималните температури во Македонија утре ќе се движат во интервал од -2 до 6 степени, а максималните дневни од 4 до 11 степени. И за време на викендот ќе продолжи периодот на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Пообилни врнежи ќе има во недела, кога ќе преминуваат во снег и во некои од пониските места. Гледавте метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој.
И покрај растечкиот број на пациенти со ретки и ултраретки болести, буџетот за нивно лекување е намален. Семејствата стравуваат дека кратењето може да значи доцнење или недостиг на терапија, особено за новодиагностицираните пациенти кај кои времето значи живот. Во вакви услови започнува 8-та сезона на националната кампања Ги запознаваме ретките болести, која повторно ја отвара темата за потребата од итни и одржливи решенија за најранливите пациенти. За 1.800.000 денари е намален буџетот за програмата за ретки болести. Семејствата на пациентите стравуваат дека ваквото кратење може да значи ризик од недостиг на терапија, особено за оние кои целосно зависат од редовно и континуирано лекување. Загриженоста доаѓа во период кога расте бројот на новодиагностицирани пациенти со ретки и ултраретки болести, а процесот за нивно вклучување во програмата за терапија често трае подолго. Морам да ја изразам мојата длабока загриженост поради намалениот буџет за ретки болести кои што вие медиуми го проследивте изминатиот период. Во време кога бројот на диагностицирани расте, секој кратење на средствата создава страв кај семејствата. Лекарите предупредуваат дека напредокот во диагностиката и подобрените скрининг програми значат и поголем број детектирани пациенти, но истовремено ја зголемуваат и потребата од итен и флексибилен систем за обезбедување терапија. А што да правиме со пациенти кои ќе се диагностицираат? Нема чекање. Не можеме да чекаме година дена на тендер и така натаму. Прво, имате долго време додека се постави диагноза. Јас не знам како тоа може да се реши и како се решава за нешто што е хиперургентна ситуација, да кажеме хеморидно-уремиски синдром. Таму вие треба да имате таа терапија и да ја дадете. Од Комисијата за ретки болести уверуваат дека и покрај намалениот буџет ниту еден пациент нема да остане без потребната терапија. Ниту еден од пациентите нема да остане без терапија. Во овој момент во завршна фаза е јавната објава која што ќе биде објавена следниве денови, но ги чекаме официјалните бројки за да може точно и прецизно да одговориме. Во регистарот за ретки болести во земјава моментално се впишани 1093 пациенти, од кои 230 се деца до 14 годишна возраст, што дополнително ја нагласува потребата од стабилно, навремено и одржливо финансирање на терапиите. Токму на овие предизвици укажува и 8-та сезона од националната кампања Ги запознаваме ретките болести, која од 1 февруари официјално започнува. Кампањата, која пред 8 години започна како скромна иницијатива, прерасна во национална платформа за информирање, едукација и подигнување на јавната свест за ретките болести. Благодарение на докторите, дел од докторите ги гледате и тука со нас, овие диагнози веќе си при крај со целосна изработка, што значи дека и во наредните години оваа кампања ќе продолжи да се емитува. Исто така, оваа година имаме и нова стручна соработка со МАНУ, што дава уште поголема тежина на кампањата. Ги запознаваме ретките болести и годинава ќе продолжи со секојдневни објави, едукативни содржини и активности со цел ретките болести да не останат невидливи, а гласот на пациентите и нивните семејства да бидат слушнати. Досега се обработени 215 ретки диагнози на македонски и албански јазик, а според податоците од неофицијалниот регистар во земјава се евидентирани 408 ретки и ултраретки диагнози. За секоја бројка стои по едно семејство кое секојдневно се соочува со сериозни здравствени и екзистенцијални предизвици. Донирањето орган е врвен чин на хуманизам, но јавната свест кај нас се уште е на многу ниско ниво. Треба да се работи на подигнување на свеста и информираноста за органодарителството, со поголем ангажман на државата и извојување средства за подобрување на можностите, за спроведување на самиот процес на пресадување органи. Ова беше посочено на панел дискусијата Органодарителството во Македонија, што во организација на Младинскиот центар се одржа во Охрид.
Органодарителството е највисока и најблагородна форма на хуманизам. Да се донира орган значи да се подари живот, но јавната свест за органодарителството кај нас се уште е на релативно ниско ниво. Се повеќе млади луѓе има на листите на чекање за пресадување орган. Најмладиот пациент што чека срце е девојка на 26 години. Само благодарение на храброста, несебичноста и емпатијата на семејствата на донорите, трансплантацијата е возможна. Подигнувањето на јавната свест за поддршка на органодарителството беше тема на панел дискусија што во организација на Младински центар се одржа во Охрид. Сонја Столеска, професорка по информатика, го сподели своето искуство како пациент со пресаден црн дроб. Таа рече дека после тешки 4 години со бројни абдоминални и плеурални пункции на 2000 албумински терапии ја добила шансата за живот со трансплантација извршена во Белград. Тешко е чекањето, но потоа се живее многу нормално, рече Столеска. Нема поголема хуманост од да се дарува орган и да знаете дека не спасувате само живот, давате надеж, давате дете да порасне, давате некој да се омажи, да се ожени, да остари. Многу е убаво, многу е хумано, нема зошто да се плашат луѓето. Нормално се живее, јас сум професор и се уште работам како професор по информатика. Листите се големи на пациенти кои чекаат органи, дали треба можеби државата и повеќе средства да извојува? Државата е пред се, значи државата мора прво да покрене активност околу оваа тема која што е во сенка да дојде на врвот. Второ, многу пари, многу болници, многу кадри, а тоа е се пари и само така ќе можеме да одиме понатака. Но за органодарителството мора малку свеста кај сите граѓани да се разви. На листите за чекање има многу млади луѓе, возрастната граница се намалува. Многу од пациентите кои чекаа орган за жал не го дочекаа повикот за трансплантација, што значи живот. Тоа е последица што свеста за органодарителството е на многу ниско ниво, вели Ирена Ралева, најдевска сопруга на лице кое чека орган за пресадување, активистка и поддржувач на националната кампања за органодарителство на Сдруженијето Храбро срце. Можам да кажам за листата за срце, каде што има пациенти кои што не носат механичка потпора и пациенти кои што се зависни од машините. Тие практично живеат со батерии и со струја и се додека не се замени со срце од починат донор. До сега во Македонија не е направена трансплантација на пациент кој што носи механичка циркулаторна потпора. Направена е од болно срце на здраво, меѓутоа сметаме дека е крајно време да се почне и таа трансплантација кај вакви пациенти, затоа што 7 години пациентите чекаат на листата за трансплантација. Ви кажа зошто е тоа така? Затоа што нема донори. За прв пат во историјата на македонското здравство во 2020 година се трансплантираше срце. Следната година беше изведена првата трансплантација на коскени ткива, за да во 2023 година да се трансплантира и првиот црн дроб во земјава. Додека пак од 2012 година досега направени се над 520 трансплантации на бубрези, што е рекорден број. Во земјата постои подготвеност во поглед на медицинската екипираност за спроведување на самиот процес на трансплантацијата и позитивно е што последните години се спроведува мултиорганска трансплантација од починат донор, вели хирургот професор доктор Сашо Докчев. На листата на чекање за трансплантација на бубрези има 100 пациенти и неопходно е да се стави акцентот на кадаверичната трансплантација, посочува доктор Докчев. Ние како сите живи луѓе сме потенцијални дарители на органи. Освен ако за време на својот живот изричито не се изјасниме на нотар дека не сакаме да се земаат органите. Иначе сме потенцијални дарители. Секако последниот збор после нашата смрт го има фамилијата. Мора да се потпише фамилијата и да одобри да се земаат органите. И за секој орган посебно треба да се потпишат. Тоа е доста тешко оди, факт е тоа, меѓутоа тоа е веќе организација на државата. Ние сме крајните извршители, јас како хирург. На дебатата во Охрид присуствува и представници на православната и католичката црква, како и на исламската верска заедница, кои посочија дека ниту една од тие вери не забранува органодарителство. На трибината беше посочено дека треба паралелно да се работи на подигнување на свеста кај луѓето за дарување органи и со поголем ангажман на државата издвојување на средства за подобрување на можностите за спроведување на самиот процес на пресадување органи. Црвен крст Охрид организира обука за негуватели за помош и нега на стари лица. Сите кои успешно ќе ја завршат обуката се стекнуваат со соодветно меѓународно признат сертификат и стануваат дел од тимот на негуватели во Центарот за нега при Црвен крст Охрид и добиваат можност за вработување.
Црвен крст Охрид е овластена организација за спроведување на обуки за негуватели за помош и нега на стари лица во Охрид и Дебарца, согласно верификувана програма од страна на Центарот за образование на возрастни и Министерството за образование и наука на Република Македонија. Црвен крст Охрид преку ангажирање на стручен и професионален кадар организира обука за негуватели за помош и нега на стари лица. Обуката, која содржи теоретски и практичен дел, ќе се реализира во простории на Црвен крст Охрид и во соодветни установи прилагодени и опремени со потребната опрема и помагала. Обуката ќе изведува стручен наставен кадар, едукатори, доктор по медицина, медицинска сестра и социјален работник 5 дена во неделата во термин кој ќе биде дополнително договорен со учесниците. По успешно завршената обука, кандидатот се стекнува со соодветен меѓународно признат сертификат и станува дел од тимот на негуватели во Центарот за нега при Црвен крст Охрид и добива можност за вработување. Сите заинтересирани полнолетни кандидати повеќе информации можат да добијат на телефоните 046 261 909 и 070 315 309, на имейл ohrid@redcross.org.mk или во просториите на Црвен крст Охрид. Конкурсот за пријавување ќе биде отворен од 2 до 16 февруари 2026 година. До почетокот на туристичката сезона да се имплементира One Stop, граничниот систем и помеѓу Македонија и Албанија. Ова беше една од темите на разговор помеѓу министрите за внатрешни работи на двете земји. Сметам дека пред почетокот на летната сезона би можеле, како што го имплементиравме One Stop системот со Косово и со Србија, да го имплементираме и со Албанија и да ги затвориме државите кои што не се дел од Европската Унија со еден побрз трансфер на граѓаните, што ќе го намали чекањето на нашите граници, најави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски по средбата со својата колешка Албана Кочиу. Според најавите, One Stop би се применувал на два премини, Ќафасан како клучна точка на коридорот 8 и Блато што го поврзува Дебар со Пешкопеја. Тема на разговор меѓу министрите за внатрешни работи и директорите на царинските служби на двете земји беше и воспоставувањето на заеднички контакт центар за полициска и царинска соработка. Овој центар ќе представува дополнителен механизам за побрза и поефикасна размена на информации, координација и заедничко делување во справувањето со прекуграничниот криминал, нелегалната миграција, трговијата со дрога и другите безбедносни предизвици. Минатата година низ граничните премини на двете земји поминале 5 милиони граѓани и 1,8 милиони возила. За повеќе информации посетете го порталот tvm.mk и профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Имајте пријатен викенд.